почитувани граѓани, Илија Димовски и ВМРО-ДПМН по секоја цена се обидуваат да ги блокираат реформите во медиумите. Димовски, кој е председател на Комисијата за избори и именувања, упорно одбива да закаже седница на која ќе започне јавна и транспарентна постапка за избор на членови на Советот на Агенцијата за аудио и визуелни медиумски услуги и членови на Програмскиот совет на МРТ. Со тоа, ВМРО-ДПМН веќе неколку месеци свесно го кочи изборот за членови на Советот на АВМУ и Програмскиот совет на МРТ и свесно ги кочи реформите во медиумите. Очигледно е дека единствена цел на таквото однесување е зачувување на партиските кадри на ВМРО-ДПМН во АВМУ и МРТ, кои доведоа до катастрофална состојба со медиумите во која се наоѓаше нашата држава. За подсетување, состојбата во МРТВ е единствената критика во извештајот на Европската комисија, а потребата од реформи во јавниот сервис е нотирана и во извештајот на Репортери без граници. Од друга страна, директорот на АВМУ, кој патем е и некогашен советник во општина Аеродром од редовите на ВМРО-ДПМН, јавно ширеше лажни вести кои официјално беа демантирани од страна на Министерството за внатрешни работи. Професионализацијата на Агенцијата и МРТ е од особено значење за реформата на медиумите и унапредувањето на демократските вредности во државата. Од таа причина, Илија Димовски и ВМРО-ДПМН мора да го почитуваат законот и постапката за избор на членови на Советот на АВМУ и Програмскиот совет на МРТ и седницата да започне веднаш, да ја свика и да започне расправата. Напредокот што го постигна нашата држава во делот на медиумските слободи јасно ја покажува заложбата за слободни, професионални и независни медиуми. Реформите мора да продолжат во интерес и на државата, во интерес и на граѓаните. Ви благодарам.